Бидејќи имаме жив Бог, бидејќи верувам дека Бог е со нас тука денеска. И Бог е секогаш со нас. И верувам дека Светиот Дух движи низ оваа соба и во овој момент. Верувам дека Божјиот Дух е тука со нас и не треба да го земеме здраво за готово. Тоа за мене тоа е многу сериозна работа и сериозен повик да застанам од оваа страна на салата. И денеска сакам да проповедам како да ќе ми е последна проповед во мојот живот. Како да ќе се заминам од овој свет. Не планирам. Ама ќе проповедам како да е тоа така. Бидејќи имаме жив Бог, имаме прекрасен Бог, кој што работи и денеска, истите работи кои што ги читаме во Библијата, се живи и денеска. Кој од вас може да просведечи дека верува дека Бог може да направи многу работи за другите луѓе, но не и за него? Кој може да поверува полесно за другите отколку за самиот себе си? Ја бев тој. И уште често знам да бидам истиот тој. Кај што ќе верувам дека Бог може да исцелува, Бог може да спроведува, Бог може да прави многу чуда, ама не за мене, за другите луѓе. Можеби не во оваа црква, во другите цркви. Можеби не во Македонија, во други земји. Кој да е нашето верување, зашто и да е нашето верување, верувам сепак дека живиот Бог е денеска со нас овдека. Имаме ветување во Библијата за тоа, бидејќи Евангелието во кое што ние веруваме, што значи? Дали некој може да ми помогне што значи Евангелие зборот? Радосна вест. Добра вест. Што е добрата вест? Што е радосната вест? Дека Исус Христос дојде на оваа земја, го изживеа животот во форма на човек, се предаде на крстот, умре на тој крст, ја пролеа својата крв, таа откупителна жртва за нас, за нашите гревови, после третиот ден воскресна од мртвите, после 40 дена се вознесе на небото, го излеа својот дух врз нас, врз апостолите тогаш. Но Евангелието всушност, ако заврши таму Евангелието, тоа е само еден историски факт. Евангелието е само еден историски факт, ако таму завршува Евангелието. Зашто се нарекува вест? Евангелието, ако го оставиме во фиока, останува само еден историски факт. Ништо повеќе од тоа. Ние да веруваме во тоа, останува само еден историски факт, ако го ставиме во фиока. Ако веруваме со нашиот ум. Ако го веруваме како факт дека се случило тоа. Но се вика вест, поради тоа што Евангелието константно носи вести. Бидејќи поради воскресението на Исус Христос, неговото вознесение, излевањето на Свети Дух, денеска кога некој ќе поверува, што гледаме? Трансформација, вест. Некој исцелен од болест, вест. Спровел Бог во невозможни ситуации, вест. Трансформира, вест. Ослободува од зависности, вест. Сите се тие работи кои што Бог ги прави денеска и тоа е Евангелието во кое што веруваме. Не е само дека Исус Христос воскресна од мртвите, бидејќи тоа е само факт. Доколку останува таму. А ние сме повикани како христијани да не доаѓаме само на неделни богослужби, да си одиме дома и тоа да го ставаме во фиока. Ние сме повикани да го живееме тоа. Ние сме повикани да го споделуваме тоа. Веста станува вест кога е искомуницирана. Веста, ако ставиме во фиока, повеќе не има истата дефиниција. Не можеме да ја кажеме дека е вест. Можеме да кажеме дека е текст, дека е списа, дека е факт, но не е вест повеќе. Претпоставам дека некои од вас гледат вести секој ден на телевизија. Тоа се нови работи кои што се случуваат. Некој ќе рече истото се врти 30 години кај нас, ама се нови секојдневни случаи. И Бог е исти од 2000 години. И Бог не се менува, но се нови работи секојдневно. И едно од најдобрите работи кои што можеше, мислам дека оваа црква да ги имплементира сведоштвата кои што се споделуваат на неделните богослужби, бидејќи тоа е Евангелието. Таа е веста која што ја носи Бог. Таа е мокта која што има Светиот Дух. Дојдени сме овдека да бидеме променети. Не сме дојдени овдека само да го пополниме времето или поради тоа што генерации пред нас доаѓале во оваа црква или поради тоа што така треба или поради тоа што можеме само некако да послужиме. Треба да дојдеме да бидеме променети. Треба да го отвориме нашето срце за тоа и
Зашто реков сакам да проповедам малку поразлично, бидејќи на крајот на оваа проповед сакам да повикам секој кој што сака да излезе напред, да го предаде својот живот целосно на Исус, бидејќи има тука луѓе кои што го сакаат Исус, но не се 100% предадени на Него. Има луѓе кои што го познаваат Исус, но не се 100% предадени на Него. А верувам дека Бог не повикува да бидеме 100% предадени на Него. Темата се вика Бог е со нас во непознатото и тоа може да значи многу работи. Во кој е непознато, во проблемите, во кој е непознато. Јас верувам дека дојдено е време, созреано е времето и на оваа црква и мислам дека веќе е залудно да се сомневаме дали Бог не има повикано, каде не има повикано, зошто не има повикано, дали па зашто мене да ми има повикано. Јас верувам дека Бог на секој еден од нас има дадено некаква визија за тоа како можеме да му послужиме. Имаме визија некаква во нашиот ум за тоа што треба да направиме. Бог ни дава визија. И ако оставиме таа визија во фиока, таа станува мртва визија. Таа повеќе не е жива. Џабе Бог ни ја дал таа визија ако оставиме само во фиока. Можеме да ја одложуваме таа визија, можеме да се сомневаме во таа визија, може да се сомневаме дека Бог навистина може да го направи тоа, или можеме да исчекориме во вера, да исчекориме во тоа непознато. Да исчекориме таму каде што Бог ни има повикано. Бидејќи ако Бог ни дал визија и ние не чекориме во таа визија, ние не сме 100% предадени. Се уште држиме, имаше една книга со отворени раце, се вика има една жена која што е во лудници, држи една паричка цврсто стегната со својата рака. И кога ја отворија раката, ја гледаат паричката. Која е паричката која што ти ја држиш денеска? Која што не можеш да ја пуштиш за 100% да зачекориш со Бог? Која е паричката која што бидејќи Бог те повикува тебе? И оваа проповед нека биде знак дека Бог те повикува тебе. Претходната богослужба имаше многу повеќе луѓе овдека. Вие сте тие кои што се вративте повторно овдека. Не се враќаат сите, секогаш е факт дека за Великден и за Божик има многу повеќе луѓе отколку на редовни неделни богослужби. Но Бог ве повикува вас, ве повикува секој еден од вас. Без разлика каде се наоѓате во животот, Бог ве повикува да зачекорите 100% во односот со Него, 100% во повикот со Него. Бог не повикува да му веруваме. Бог не сака 90% од нас. Бог не сака 99% од нас. Бог го даде својот живот за нас, целосно се даде, се ни даде и бара се назад. Го бара нашиот живот назад. Бидејќи го заслужува тоа, бидејќи нашиот Бог е прекрасен Бог. Колку работи све има направено за нас. Кој може да просведочи дека Бог има направено нешто за него во последниве 7 дена? Кој може да просведочи? Алелуја. Алелуја, слава нека на неговото име. Бог е добар Бог и Бог е со нас секогаш. Доколку се плашите да исчекорите во нештото кое што Бог ви има повикано, сакам да ви кажам дека Бог е со вас секогаш. И дека Бог е со вас во тоа непознато, во таа темнина. Бог ве повикува да зачекорите во неоткриена мапа со работи кои што не ги знаете, точно дека нема да ги знаете. Бог нема да открие се однапред, току ќе открива чекор по чекор. Бидејќи ако открие се однапред, нема фајда повеќе верата во него, туку ќе знаеме се што ќе се случи и ќе бидеме предпазливи, но Бог сака да му веруваме еден чекор по еден чекор по еден чекор. Евангелието станува живо само кога го живееме ние, само кога е во нашата секојдневие, кога е искомуницирано, кога е споделено со другите луѓе, кога сведоштвата кои што Бог ни ги дава, ги споделуваме со другите луѓе. Петар е добар пример за тоа да исчекори во непознатото. Не знаеме сите случката кога исчекорува од бродот и тргнува на кај Исус. Тој не знае што прави. Во Матеј 4 глава всушност ќе се врата малку наназад. Исус доаѓа и ги повикува некои од апостолите. И кога ги повикува тие апостоли, тие не викаат чекај да размислам. Тие не викаат да се консултирам дома, да се консултирам со луѓето околу мене. Тие зачекоруваат целосно со Исус. Вели веднаш почнаа да го следат Исус. И тие што направија?
Целосно се предадоа на таа служба со Исус. Не ба 50% предадени. Зашто апостолите и првата црква гледаат такви чуда и такви дела? Зашто Бог прави чуда? Во дела апостолски ги читаме и викаме зашто го нема тоа денеска. Јас мислам дека коронат на тоа е бидејќи нема доволно луѓе кои што се целосно предадени на Бог. Не бидејќи пројдено е тоа време, не бидејќи тоа време е сега во Африка или во Кина или каде и да е тоа. Тоа време може да биде и денеска тука, доколку сме 100% предадени на Него и Бог ве повикува 100% да бидете предадени на Него. И кога ќе исчекорите во непознатото, кога ќе зачекорите во тоа, Бог е со вас. Кој да е визија која што Бог ви ја дал во вашиот ум, во вашето срце? Кој да е таа визија? Бог ќе зборува преку вас, Бог ќе делува преку вас, бидејќи Светиот Дух е моќен дух. Нашиот Бог е моќен Бог, не е мал Бог. Јас сватев дека допред скоро верував во мал, среден Бог, иако него го викав Исус Христос. Бидејќи не верував во се што може тој да направи. И се уште можеби не сум стигнат таму каде што Бог ме повикува да стигнам. Јас имам уште пат да одам. Верувам дека доста од нас имаат уште пат да одат, но Бог не повикува да веруваме. Да чекориме со Него, бидејќи Неговата моќ е многу поголема од нашиот ум, од нашиот памет. Во Јован 14 глава 26 стих вели утешителот пак Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во моје име, ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Во 16 глава од Јован 13 стих вели кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ви упати во сета вистина, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ви ја најави иднината. Бог не му се потребни луѓе за да го заврши своето дело на овој свет. Демоните од друга страна треба да имаат домаќин. Треба да имаат човек, тело, домаќин преку кој што може да функционираат во овој свет. На тој начин функционираат демоните. Бог не мора да функционира на тој начин, но Бог одбира да функционира на тој начин. Гледаме дека има периоди низ историјата на светот каде што немало луѓе Бог прави чуда или наоѓал само еден човек. Но со излевањето на Светиот Дух врз нас, врз апостолите пред 2000 години, врз нас денеска, Бог одбира да тоа дело го заврши преку нас, преку мене, преку тебе. Бог не гледа како само едно просечно суштество на оваа земја. Не создал на највисок стандард и гледа вредност во мојот и во твојот живот. И го дава Светиот Дух да го заврши своето дело преку мене и преку тебе. Што можеме повеќе? Според мене тоа е највисокиот повик кој што можеме да го имаме, највисоката форма на живење која што можеме да ја имаме. Познато е денеска дека има многу медитации, дека има многу различни филозофии, кои што вика тако го направиш ова, ќе стигнеш до некоја си поголема свесност на умот и така на тоа и така на тоа. Но најголемата форма на живење, највисоката форма на живење е 100% предаденост и покореност пред нашиот Бог. Да се што имаме му дадеме Него. А тој од тоа ќе направи колку многу повеќе ќе направи од тоа Бог. Како Бог ги нахрани 5000 души после цел ден глад, кога малото дете му приложи се што имаше на Исус. Му приложи таа малку храна која што ја имаше и Бог од тоа направи колку многу чуда. Но ние се плашиме и тоа малку да го дадеме што го имаме. Бидејќи немаме многу на овој свет. Што и да имаме, не е ништо, тоа е премногу малку во споредба на тоа кој е Бог, што има Бог и што може да ни даде Бог. А ние и тоа малку го држиме. Не ќеме да го дадеме. Поради страв, можеби поради срам, можеби поради сомнеш, како што кажав, можеби сомнеш дека воопшто Бог може да го направи тоа, или сомнеш дека Бог може да го направи, ама не за мене. Може за друг може да го направи Бог. Не сум јас тој. Ја немам таа вера да го направи Бог тоа. Бог не бара да имате целата вера на светот. Бара само да имате вера колку синапова зрна. Толку малку вера да имате.
Не ја бара целата вера на светот. И Бог може да донесе ослободување од стравот, и од срамот, и од сомнежот. И што е да е тоа што ве спречува? Може би мислењето на другите луѓе околу вас. Што ќе мислат другите сега? Може би ви е страв дека другите ќе огледа тоа како гордост. Не знам. Може би ви е страв што ќе мисли црквата околу нас. Може би што ќе мислат роднините, што ќе мислат моите деца, моите родители, моите браќа, моите сестри, мојата сопруга, мојот сопруг. Што ли ќе мислат? Но јас одлучив дека ќе ми биде важно само мислењето на Бог за мене. Бидејќи секој пат 5 различни луѓе да ги седнат ќе дадат 5 различни мислења за вас. И ако ги слушате гласовите околу вас, никогаш нема да зачекорите во Божиот повик, во тоа што Бог го има за вас. Никогаш нема да стигнете до 100% предаденост пред Бог. А кога ќе се предадете 100% на Бог, Бог има толку многу прекрасни работи. Во Римјаните 8 глава 28 стих вели се содействува за добро, за оние кои што го љубат Бог, кои што се 100% предадени на Бог. Бог, повторно ќе кажам, не бара половична предаденост. Он ќе ја прифати, ќе биде благодарен, но не го бара тоа од нас. Докато сакаме да зачекориме целосно во нашиот однос со Бог, треба целосно да бидеме предадени. Секој од нас има различна точка во својот ум што значи таа целосна предаденост. Што е тоа што се уште го држиме цврсто во нас? Што е тоа што Бог ни вика, остави го, за да следиме целосно? Дури да го следиш Бог веќе со години, дури да веруваш во воскресението на Исус Христос, да веруваш во тоа Евангелие, може се уште да немаш 100% зачекорено во твојот однос со Бог. Не мора да значи, ако веруваме, ако доаѓаме на црква, ако доаѓаме на молитвени состаноци, на библиски часови, дека ние 100% чекориме со Бог. Не мора да значи. Може да биде, но не мора да значи. И секој може да го знае тоа во своето срце. Но над тоа, Бог го знае вашето срце, дали сте целосно предадени или не. Вие може да ги излажете луѓето околу нас, да се излажете самите себе, мене, но Бог не можете да го излажете. Бог секогаш гледа на срцето. Бог секогаш гледа на тоа што има во вас. А плод ќе има. Плод ќе даде Бог. Наше е да го сееме семето. Наше е да го сееме семето. Ако падне на плодна почва, како што читавме, ќе даде плод. Кај некој 30, кај некој 60, кај некој 100. Наше е ние да го сееме тоа што Бог ни го има дадено. Вели, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Ние не сме повикани само да примаме и да си останеме тука. Ние сме повикани да даваме. Ако ние не даваме, ако нашата вера нема дела, не сме спасени преку делата, но поверувајќи биде спасен само почетокот. Не застанува таму. Не застанува таму Евангелието. Ке застане таму Евангелието ако во истиот момент се заминеме од овој свет како тој криминалец кој што беше со Исус Христос на другиот крст. Тој поверува и беше спасен. Без никакво дело во животот. Но ако ние имаме поверувано и прошле денови, недели, месеци, години, децении во тој однос, ние имаме обврска да дадеме плод од таа вера. Да тоа Евангелие не е ставено во фиока. Да тоа Евангелие навистина е вест во нашиот живот. Вест која што ја шириме. Вест која што ја споделуваме, која што ја комуницираме со луѓето околу нас. Вест која што ја покажуваме радосно. Затоа се вика и радосна вест. Бидејќи радосно тоа е Евангелие. Бидејќи Бог умре и воскресна за ние да имаме живот, а животот значи дека има откуцеи. Дека има и висини, и падови, и ридови, и долини. Не значи дека е рамна линија. Бог треба да знаеме дека работи во нашиот живот. Ако ние не сме го виделе Бог дека работел сабајлево во нашиот живот, а Бог работи, Бог не одмара, не прави пауза, 24, не му треба да се одспие. Бог 24/7 работи. Ние само треба да знаеме дека
да бидеме свесни на Божјото дело во нас. Тоа можеме да го направиме докато целосно се предадеме, ги предадеме нашите утра, нашите попладневни случувања, нашите вечери, нашето време, нашиот ум, активностите кои што ги правиме. Ако се му предадеме на Бог, тогаш ќе знаеме дека сме на вистинското место, а Бог е секогаш со нас. Бог е секогаш со нас. Тоа невозможно кое што го вие во вашиот ум, нешто кое што за вас е невозможно, за Бог е возможно. И ако тоа ве спречува да се чекорите целосно во Божиот повик, денеска верувам дека Бог ве повикува да го смените тоа, да направите исчекор на вера. Да направите исчекор на вера. А Бог ќе го благослови тоа. Бог ќе спроведе за тоа. Бог ќе отвори врати за тоа. Бог не може да отвори врата за некој што не тргнал кон вратата да влезе. Не оди никаде. Нема каде да отвори, нема зашто да отвори врата, бидејќи нема да пројдеш, дури да ги отвори вратите. Мора да движиш нанапред за Бог да отвара врати. Имаш еден пастор, еднаш ка каже, вика, Бог не може да насочува паркирана кола. Може само кола која што вози, која што се движи, да ја насочува лево или десно. Докато сме паркирани, нема како Бог да го направи тоа. Во Исус Навин 5 глава гледаме што прави Бог кога ние ќе исчекориме во непознатото. Има многу херои на верата во Библијата кои што ги гледаме. Еден од најголемите примери пред да предам на Исус Навин Авраам, сите го знаеме Авраам, замавна со ножот према својот првороден син кој што го чекаше цел живот. Направи исчекор на вера, отида во тоа непознато. Но веруваше во Бог, дека Бог може да го воскресни неговиот син од мртвите. Веруваше целосно, беше целосно предаден, што и да значеше тоа. Но Исус Навин е исто така многу добар пример за тоа, каде што израелскиот народ од Египет е ослободен и Бог константно прави чуда. Мојсе го вади израелскиот народ од Египет, го носи низ пустината, 40 години талкат, низ тие 40 години прави чудо по чудо, по чудо, по чудо. Константно го дели Црвеното море. Од Карпа протекува вода, паѓа храна од небото. Работи кои што за нас е само за нацртан филм моментално. Прави такви чуда што нашиот ум не е доволно голем за да ги разбере тие работи. Неговиот наследник, Исус Навин, кој што го зазема неговото место, кој што го зазема во дечкото место на израелскиот народ, зачекорува во непознатото. И Исус Навин се плаши толку многу, има толкав страв, што Бог мора константно да го потсетува дека не треба да се плаши. Константно го потсетува дека не треба да се плаши. Но, знаете ли кој е примерот кој што сакам да го земам? Не го спречи стравот Исус Навин да зачекори во непознатото. Ако има, не го спречи стравот од мислењето од другите луѓе, стравот од неуспехот од службата, стравот дека можеби нема да го однесе израелскиот народ во ветената земја. Не знам какви се стравови имал Исус Навин секојдневно. Кои се стравовите кои што му се вртеле во неговиот ум? Кои се стравовите кои што вие ги имате денеска? Не знам кои се тие стравови, но тоа што знам е дека Бог ни дал илјадници ветувања во Библијата, дека никогаш нема да ги остави своите луѓе, дека никогаш нема да ги остави верните, дека никогаш нема да ги остави на цедело во Псалм 145 вели ги храни на време. На време ги храни, не ги остава. Но под верните, под неговите зборува тие кои што се целосно предадени на него. Ќе ја завршам оваа проповед со една парабола малку подоцна, која што ќе го стави ова све во една слика. Визуелна слика, за да го разберете малку поубаво, повизуелно. Исус Навин исчекорува и стига до пред градот Ерихон, високи ѕидини на Рит, град на Рит, кој што нема како воинствено да му навлезат на градот и да го уништат. Има две стратегии кои што можеле да ги употребат израелците за да го направат тоа. Едно е да ги натераат да се предадат од градот, целиот град Ерихон да се предаде пред израелскиот народ, што е скоро невозможно да се случи во такви похвати. И вториот начин е да го опколат целиот град со кампови
и да чекаат да умрат од глад, бидејќи нема да може да има трговија на храна, влез излез на финансии, на трговија, на било што, да умрат од глад во градот. Тоа се двете стратегии, тоа е минимум 6-7 месеци процес. И е скоро невозможно, што ли можело од целиот страв кој што го имал претходно, замислете какви стравови имал Исус Навин кога застанал пред градот. Како ли сега? Стигнав до тука и сега што? Како да влеземе во Ерихон? Како да влеземе во таа земја која што Бог не има ветено? Но и покрај сите стравови, тој е таму, тој е пред Ерихон. Не се враќа назад, седи пред Ерихон. И читаме 13 до 5 глава 13 до 15 стих, вели кога Исус Навин се наоѓаше близу до Ерихон, погледна и вида и ете пред него стои човек со изваден меч во раката. Исус Навин се приближи до него и му рече: нашли си или од нашите непријатели? Тој му одговори: не, јас сум водачот на војската Господова, сега дојдов овде. Исус падна ничком на земја, се поклони и му рече: што ќе му заповедаш на својот слуга? Водачот на војската Господова му рече на Исус: собуј ги обувките од нозете своји, бидејќи местото на кое стоиш е свето. Исус така и направи. Теолози велат дека ова е појава на Исус Христос во Стариот Завет. Дека ова Исус Христос во тело кој што се сретнува со Исус Навин во моментот пред да биде освоен Ерихон. Кога и да излеземе во непознатото, Бог е со нас секогаш. Бог е со нас секогаш. Исус Христос ќе се појави во моментот кога треба да се појави. Ние само треба да го веруваме тоа. Не треба да се плашиме да исчекореме на тој пат на кој што Бог не повикува, бидејќи Бог не бара пола од нас, бара се од нас, бара 100% од нас. Не е важно кој каде е во својот живот, дали мисли дека е вреден за тоа или не мисли дека е вреден за тоа. Има еден интересен факт во 6 глава, каде што вели дека кога со славење паднаат зидовите на Ерихон, кога затрубија трубите, сите воскликнаа, зидовите на Ерихон паднаа на надприроден начин. Бог го направи тоа. И вели во Библијата дека Бог заповеда преку Исус Навин секој од своето место да влезе во Ерихон, да влезе во ветената земја. Не знам која е ветената земја за тебе. Не знам која е визијата која што Бог има дадено на тебе лично, и таа е визија која што ти ја има дадено на тебе оригинално и на никој друг. Но Бог бара да влезеш од своето место, таму каде што си ти моментално. Не бара да стигнеш до некаде пред да навлезеш на тоа место. Не бара да се откажеш од работи пред да влезеш таму. Потоа Ерихон беше срамнет со оган. И верувам дека од кога ќе навлезете во таа непозната територија, таа визија која што Бог ви има дадено, тоа 100% зачекорување, Бог ќе ги тргне работите кои што не се од Него. Но не треба да чекате, не треба да чекаш да тоа се случи пред да навлезеш 100%. Не треба да чекаш финансиски да се подослободиш малку, да здивнеш. Не треба да чекаш да развиеш одредени вештини. Не треба да чекаш никој да те викне, да те покани, да те моли. Не треба да чекаш никој, Бог веќе ти има повикано. Бог веќе го даде својот живот и те повикува на целосна предаденост на Него. А Бог ќе спроведе. Во моментот кога Исус Навин застана пред Ерихон, Бог се појави пред него. И иако колку пати претходно му кажа да не се плаши, толку најверојатно му требаше помош на Исус Навин да самиот Исус се појави пред него. Уште пред да дојде во тело овдека како бебе. Можам да претпоставам какви биле стравовите кои што ги имал за Бог тоа да го направи. Бог те повикува тебе денеска. Бог те повикува тебе денеска. Во Матеј 28 глава, последните 3 стиха, 18 до 20 стих, велат: а Исус кога се приближи проговори и рече: ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал, и ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Јас сум со вас секогаш, вели Бог. Тоа дело кое што го има започнато во вас ќе го заврши до денот на доаѓањето на Исус Христос. А Бог ќе дојде наскоро по втор пат. Нашиот Господ ќе дојде наскоро по втор пат.
Не знаеме кога ќе биде овдека. Библијата вели дека денеска е денот на спасението. Денеска е денот да одлучиме да го заследиме 100% Исус Христос. Може би го знаеш Бог со години. Може би се молиш на Бог секој ден со години, а се уште нема 100% зачекорено со Него. Сакам да завршам оваа проповед со една парабола. Не е вистинска случка, е парабола. Која што ја слушнав од еден многу познат евангелизатор, кој што не е повеќе жив, не е помеѓу нас повеќе. Таа е параболата за богатиот човек кој што имал палата на 2 спрата, голема куќа на 2 спрата, каде што имал 5 соби горе, 5 соби доле. Живеел сам. И едно убаво попладне, сончево попладне, слуша нежен звук на неговата врата, како некој нежно чука. Ја отвара врата и кога што да види? Исус Христос стои пред неговата врата. И тој вели, кој си ти? Тој вели, јас сум Исус Христос. И богатиот човек вели, па имам слушано толку многу работи за тебе. Имам слушано толку прекрасни работи за тебе. Ти имаш чуда правено, па имаш исцелувано луѓе од болести, имаш ослободувано луѓе од демони, имаш ослободувано луѓе од зависности, имаш воскреснувано мртви, па сакам да го имам јас тоа во мојот живот. Сакам да ти имам во мојата куќа. Те молам, дојди, гостувај во мојата куќа, биди гостин во мојата куќа. Всушност, знаеш ли што Исуса, знаеш ли што ќе направам во овој момент? Ќе те дадам најубавата соба. Горе на првиот спрат, најубавата, најголемата спална ќе те дадам на тебе. Со најубавиот поглед кон градината ќе ти ја дадам на тебе. Ќе ти го дадам најубавото, најголемото веце во куќата. Се што е најубаво во таа соба го има таму. Јас ќе се повлечам во друга соба, ти биди таму. Исус е джентлмен, вели благодарам, го зема клучот, си оди горе. Доаѓа вечерта. Слуша повторно чукање на вратата. Но овој пат малку по-грубо чукање на вратата. И човекот се збунил се, кој е? Па сега. Кој сега може да ми чука на вратата? И рекол, ајде да проверам малку, ќе подотворам, ќе дзирнам од вратата малку, само за да видам кој е. Не сакам да примам секој во мојот дом. И отвара вратата малку и кога што да види? Ѓаволот. И вели, не те сакам тебе во мојата куќа. Не те сакам тебе во мојата. Имам слушано толку работи што имаш направено, имаш заробувано луѓе во страв, во зависности, во солзи, во депресија. Имаш правено толку многу лоши работи, дојде убиваш, крадеш, уништуваш, се околу тебе правиш пустош. Не те сакам тебе, не, и тргнал да затвори вратата, но веќе ѓаволот го имал ставено палецот од ногата на вратата. И почнал да се бутка, коленото, лактот, и наеднаш е бутнал вратата и влегол во неговиот дом. И го мачел тој човек преку целата вечер. Го мачел со стравови, со разни мисли, искушенија кои што ги имал. Човекот се борел, пробувал да го избрка ѓаволот, надвор не успел да го направи тоа. И ѓаволот во рани утрински часови избегал од задната врата и во тој момент се симнува Исус по скалите од првиот спрат надоле. И човекот рекол, Исусе, Господе, заборавив дека си тука. Всушност, зашто не дојде да ми помогнеш? Цела вечер се борев со ѓаволот. Цела вечер трпев терор. Зашто не дојде? Ти можеше да го средиш тоа во еден момент. Ти можеше да го направиш тоа. Зашто не го направи тоа Исусе? Исус го прегрнал од страна човекот и му рекол, може ли да ти кажам нешто? Ти мене ми даде само една соба во твојот дом. И човекот му светнал во истиот момент. Не мора на Исус да се докаже. Сватил. Рекол, Исусе, знам, готово, сватив. Ќе направиме од денес кавако, од овој момент, јас и ти ќе ја поделиме куќата 50-50. Горниот спрат за тебе, долниот спрат за мене. Исус е джентлмен, вели благодарам, ги зима клучевите од собите, се качува горе. Доаѓа втората вечер. Повторно слуша силно чукање на неговата врата. И човекот повторно се зачудува, рекол да не е комшијата, не знам да не е некој кој што го познавам. Решил, ај пак ќе дзирнам од вратата. Отвара вратата, дзирка повторно, ѓаволот. И
повторно рекол, не, тргнал да затвори, но повторно ѓаволот ги му останал палецот, па коленото, па се бутнал лактот и силно отворил вратата, повторно влегол во неговиот дом. И повторно терор цела вечер. Повторно на цела ноќ искушенија од ѓаволот. Повторно на цела ноќ стравови од ѓаволот. Повторно на цела ноќ неубави мисли од ѓаволот. Доаѓа утрото, рани зори, ѓаволот се искрадува од задната врата и повторно Исус се симнува по скалите после тоа. И овој пат домакинот, богатиот човек е лут. Исус знаеше дека ова ќе се случи. Зашто не дојде тука? Зашто не дојде да ми помогнеш? Овој пат домакинот е лут. И Исус му вика, смири се, Господине, смири се. Може ли да кажам нешто? Тој рекол, ајде повели. Ти имаш 5 соби, јас имам 5 соби. Ја ги имам само 5 соби од твојата куќа. И на домакинот повторно му текнува, века, не го остана да се докаже Исус, ми текна. Готово. Знам зашто ми зборуваш, знам, готово. Ке ти ги дадам сите соби, Исусе. Се ке ти дадам што имам во оваа куќа. Освен собата во која што спијам. Се ке ти дадам. Целата куќа е твоја, Исусе. Поголемиот дел е твој, поголемиот процент е твој, се е твоја, освен оваа соба каде што спијам, бидејќи таму имам работи кои што се мои лични. Мои се тие работи, лично се тие работи. Не многу луѓе ги разбираат тие работи. Има и све, остај ми овде каде се спијам. Повторно доаѓа следната вечер. И повторно грубо чукање на истата врата. Домакинот повторно дзирка кој низ вратата, повторно ѓаволот, повторно истата ситуација, повторно истиот терор преку целата вечер, повторно истите болки преку целата вечер. Се искрадува во раните утренски часови ѓаволот од задната врата, Исус Христос повторно се симнува по скалите. И овој пат домакинот веќе не може и плаче пред Исус. Плаче, Господе, зошто ми се случува ова? Зошто мене? Зошто ги дозволуваш овие работи? Во мојот дом, па ти си во мојот дом. Зошто ги дозволуваш тие работи? И Исус му вели, може ли да ти дадам еден совет? Овој дом е на твоето име. И додека овој дом е на твоето име, ти треба да бидеш тој кој што ќе спроведува за овој дом и тој кој што ќе го заштитува овој дом. Може ли те дадам совет? Препиши го овој дом на моето име. Да не сум повеќе гостин, да јас ја поседувам оваа куќа. И ќе те повикам да живееш ти како гостин во мојата куќа. И како завеса да паѓа од човекот, од очите на човекот, од умот на човекот, од срцето на, како да се ослободува од нешто, како светлина да изгрева во неговиот живот. Ги вади сите клучеви, му ги дава на Исус. Твоја е куќата. Твое е се што имам. И Исус вели фала, си оди повторно во неговата соба, повторно доаѓа следната вечер. Повторно чукање на вратата на куќата на домакинот. На богатиот човек, но веќе не е на богатиот човек, веќе на Исус. И веќе човекот почнува да се тресе од страв, бидејќи знае што го следи. Веќе како да не може да го контролира тоа, оди према кваката да ја отвори вратата од својот дом. И таман да ја отвори кваката, слушат, чувства тапкање по неговата рамо. Исус му вели на домакинот, Господине, верувам дека оваа куќа ми припаѓа на мене, ќе те замолам да се тргнеш на страна. Тоаш Исус не дзирка низ вратата, Исус не се плаши од никој. Исус ја отвара вратата и вели, кој е? И тоаш ѓаволот, малку збунето гледа, не е ликот кој што го очекуваше на таа врата. Не е ликот кој што чекаше да се појави. Го гледа Исус, ја гледа бројката од куќата, која гледа Исус бројката, Исус бројката, Исус бројката и почнува да се повлекува наназад, клекнува на колената и вели, Господине, се извинувам, тропнав на погрешната врата денеска. Тоа е Бог. Тоа е Бог. Ако имаме целосна предаденост на Него, без да ги чуваме нашите работи на Него, Бог е нашиот заштитник, Бог спроведува, Бог е тој кој што ќе застанува пред нас. Бог е водачот на Господовата војска. Исус Христос е водачот на Господовата војска. И кога ќе исчекориме таму каде што не можеме повеќе,
Бог е тука. Доколку имаме стравови, Бог е тука. Доколку имаме сомнежи, Бог е и тука. Бог е во секој еден момент со нас. Ние, не знам колку соби имате дадено, од колку соби имате клучеви дадено на Исус денеска. Но денеска сакам да ве повикам да ги дадете сите клучеви од вашата куќа на Исус. Да дадете се што имате на Исус Христос. Да дадете се што имате на Бог. А Светиот Дух ќе работи во вас во голема моќ. Верувам дека Светиот Дух е денеска овде и движи како тивок ветар. Бог не е во грмотевиците, Бог не е во земјотресот, Бог не е во тресењето, Бог е во тивкиот ветар. Тивкиот ветар кој што влегува во нашите уши, кој што прави движење некакво во нашето срце, во нашиот стомак. Бог е Бог кој што не повикува целосно да се предадеме на Него. Денеска, како што кажав, сакам да ве повикам доколку имате порив однатре, доколку Бог ви зборуваше денеска во вашето срце. Јас верувам дека да, сите ние сме 100% предадени на Бог. Оваа црква ќе функционира во оганот на Светиот Дух како што функционирала кога Џон Весли има основано. Ќе функционира како што функционирала првата црква во дела апостолски. Доколку Бог ти има тебе зборувано, ти има дадено визија, се немаш целосно предадено на Исус Христос, денеска е денот да го направиш тоа. Во Библијата вели денеска е денот на спасението, но всушност оригиналниот превод значи сега е денот на спасението. Овој момент е моментот кој што го имаме. Утре е денот на ѓаволот, денеска е денот на Бог. Денеска е денот кој што го имаме. Можеби 1000 пати сме дошле на црква, на кој не ветува дека 1001 пат ќе дојдеме. 1000 пати сме се отишли од црква дома живи и здрави, кој не ветува дека и 1001 пат ќе се случи на истиот начин. Бог е Бог на овој момент. Овој момент е се што имаме. Не поседуваме повеќе од тоа. Не поседуваме повеќе од тој момент. Денеска Бог те повикува да предаде се што имаш. Да предаде се што имаш и да го оставиш во неговите раце. Можеби, повторно ќе кажам, можеби сте дел од оваа црква и верувате во Исус години наназад, но не го следите 100% Исус Христос. Имате соби кои што си ги чувате заклучени само за себе. Можеби тоа се соби на страх, на сомнежи. Можеби се работи кои што ги знаете само вие, не ги знаат луѓето околу вас. Ве повикувам да оставите се и да го заследите 100% Исус Христос. Вели во Евреите 3 глава 15 стих: ако денес го слушнете Божиот глас, ако денеска Бог ви зборува во вашето срце, не сврднувајте ги вашите срца. Библијата ни го вели тоа, Бог ни го вели тоа. Да не ги сврднуваме нашите срца, да зачекориме целосно со Него. Ако Бог ве повикува денеска денот да го исчекорите тоа, во вера да направите исчекор, кој што исчекор во вера. Не бара Бог да имате све пресметано пред да дојдете кај Него. Не бара Бог се да имате разбрано пред да дојдете 100% при Него. Не го чекајте тоа. Тоа ќе си дојде само по себе. Тоа ќе си дојде само по себе. Доколку кажете, па зашто другите да ме гледат, зашто напред да излезам? Па јас веќе го следам Исус. Да? И јас го имав тоа. Јас го следав Исус долго време, но не бев 100% предаден на Него. И знаете ли што следи од кога 100% ќе се предадете? Ослободување. Таа е вистината. И таа вистина ќе во ослободи. Ќе во ослободи да чекорите слободно во духот. Ќе во ослободи да чекорите слободно во Божјото присуство. Бог е тука денеска, Бог е секогаш со нас. И Бог е денеска со нас. И Бог го знае твоето срце. Знае дали целосно си имаш предадено. Знае дали целосно си имаш предадено. Бог те повикува да го предадеш твојот живот целосно
не 90%, целосно на Него. Ќе ве замолам, тие кои што сакате да го направите тоа, да излезете тука, ќе се помолиме заедно, ќе се помолиме Бог да ви искористи, ќе се помолиме Бог, ако немате визија, ќе се молиме Бог да ви даде визија. Ако не знаете каде Бог ве повикува, ќе се молиме Бог да го направи тоа. Ако сте исчекореле во тој повик, а се чувствувате дека немате сила, дека ви треба помош, ве повикувам и вас да дојдете напред. Ве повикувам да дојдете напред сите кои што сакате да се помолиме заедно. Секој еден од нас или треба да биде тука напред, или треба да се моли за тие кои што се напред. Сакам доколку не сте напред, да се вклучите со вашите молитви за луѓето кои што излегува напред. Слава нека е на името Господово. Слава нека е на самокниот Бог.